задржување на ценовната стабилност, односно ниска инфлација и одржување на курсот на денарот, финансиска стабилност и поддршка на политиките на владата. Ова се приоритетите на новиот 6-ти поред гувернер на Народната банка Трајко Славески. Откако тој беше избран во собранието вчера вечер со 68 гласа за и 16 против, вели дека ќе оправда довербата, а на оние што го критикуваа, им порача дека Народната банка ќе остане независна институција без политичко влијание. Потенцираше дека бил присутен во законодавниот дом при формирањето на Народната банка и во ведувањето на денарот како национална валута и дека ја следи работата и надлежностите на монетарните власти низ годините. Законските надлежности на Народна банка се дефинирани. Тоа е ценовна стабилност, што за Република Македонија би значило ниска и стабилна инфлација и финансиска стабилност се разбира, кои ќе бидат поддршка на амбициозните политики на владата на Република Македонија, затоа што и една друга цел на или задача на Народна банка е да ги поддржува политиките на владата на Република Македонија. Еден од најголемите предизвици ќе биде одржувањето на ниска стапка на инфлација. Новиот гувернер уверува дека курсот на денарот ќе остане стабилен и врзан за еврото. Ако е преценета вредноста со ниска инфлација во рамките на таа од еврозоната, со тек на време ќе се испеглаат тие разлики. Тоа значат нови мерки во поглед на зауздување на инфлацијата од страна на монетарната власт. Сега не можам на тоа да ви одговорам. Фиксниот девизен курс останува, дај Боже, во догледна иднина Република Македонија да стане членка на Европската унија и да го воведе еврото како национална валута. Новиот гувернер Трајко Славески ќе извршува функцијата во следните 7 години. Тој на позицијата прв човек на монетарната власт доаѓа од местото председател на Советот на град Скопје. Своето образование го комплетирал на економскиот факултет во Скопје, каде што денеска предава како редовен професор. Посетувал постдипломски студии на Калифорнијскиот државен универзитет во Чико Сад и на Универзитетот Харвард. Бил визитинг професор на 2 универзитети, автор е на бројни книги и статии објавени во научни и стручни списанија во земјата и од областа на приватизацијата, економското преструктурирање, економскиот развој, економските и социјалните функции на државата. Бил министер за развој во периодот од 1999 до 2000 година и министер за финансии од 2006 до 2009 година.